Доsadno ми беше дома, зашто ќе требаше да работам некоја работа од 9 до 5. Тоа е нешто jego тоа балканското да ти го покажи тебе кој сум јас сединат вака брато си сединат газдава и си вика и на келнерин се раздели бе не знаете да работите, вака треба да работите, онака треба да работите. Веш, сега ти што се пееш, имаш кафич, на ресторан, објект, имаш се мислиш се може да Па искрено и јас спаѓам во таа хасл култура од и јас секој ден работам 24/7 за мојот сон да го стварам, еве и сам ти кажав прајаска дека како што не може со поезијава да се успеет, мора да се работи 24/7 за да се успеет во таа дејност. Бидејќи како што кажав, да повторува повторно, не може да се заработуваат. А јас се трудам тоа нешто да го направам. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you want. Поздрав и добре дојдовте во првата епизода со гости од нашиот подкаст на TG Production Digital. Како што најави во првата епизода, знаете дека ќе започнеме подкаст со многу други луѓе, но се решив ајде да направам прва епизода зашто мора тоа негде да се почне и да се направи некоја револуција во подкастот, така да реков еве денес ќе снимиме подкаст и се надевам дека ќе уживате и дека ќе си поминиме многу убаво, ќе си правиме chill муавет, нешто за hustle culture или буквално фристайл муавет ќе си правиме и се надева дека ќе ви се допадне. Оставете лайк, шер и субскрайб во знак на поддршка, а бидете активни и лајкајте ги стримовите. Лајкајте ги подкастите и се што ќе излезе од нашата продукција, затоа што наскоро следат многу гивавеи, многу награди и многу, така да зошто да не си освоите нешто. Така да може да започнеме со најавување на гостите. Значи од денеска па натака ќе правиме вакви подкасти во кои ќе си правам муавет со многу други личности и многу други луѓе, но за почеток денес во ова студио во природа го имаме Кристијан Несторовски, кој е писател, автор од Кичево. Ќе си направиме некој муавет, ќе каже и тој како оди, што оди неговата работа, кој е тој воопшто и ќе си направиме еден чил муавет. Добре дојде, Кико. Добро те најдов и ти благодарам на поканата. Нема на што. Значи, еве, не знам како си да те прашам. Одлично. Супер. Добро еве, Кико, за почеток можеш да ни се представиш и кој си, што работиш. Ово сачета? Не е лошо. Има ела пари продукција. Нормално дека има се може се. Наскоро во продажба и вакви ланци, така да може некој да си освоите ваков ланец. А за тоа ќе помогнат нашите пријатели, знам дека е прерано, ама еве, еден плак ќе маниме од спонзорите. Asa Engraving ќе ви направи вакви, значи многу јаки работи ќе се обие. И можете да си имате со вашето лого, можете да си имате слика и такви работи. Ајде да почнеме муавет да правиме ние, па после ќе промовираме тоа што треба да се промовира. И Кико, кажи ми кој си, што си, зашто публиката не те знае толку колку што те знае, што работиш, што учиш и твоето мислење на денешните генерација. Добро, ајде ќе се представам. Јас сум Кристијан Несторовски од Другово. Учам средно устителско во Охрид. Се надевам па тамошна професија почетна да ми е нешто ко готвач, менаџер. Но главно се трудам се да градам кариера како писател, автор на песни, хумори, може и понатака и стендап комичар и тоа е тоа. Многу добро. Значи ти си амбициозен и сакаш да направиш нешто ново. Супер. Еве да не биде толку на awkward и да почне да правим муавет, малце ми е чудно, одамна нема
нема правено и нема снимано вака со луѓе, зашто на претходниот подкаст пред некое време беше со старите членови на продуцијата и беше, знаеш, со нив бев уиграна вака гостинство нема па сега. Шо кола возиш? Моментално уште не сум положен и не можем да кажем дека возам, али понатака сум план некој од марка Volkswagen Golf нешто да зима. Немаш купено? Ќе оставим. Си е завршив работната домашна. Работна. Добро, ете, че не ќе да откриеш дека си купен кола, не мора. Не име до тама. Шо рече Volkswagen Golf нешто, а? Салагај се и со полагањето. За брзо ќе положиш? Се надеваме. Еве вака, едно прашање. Која во светов кола ја обожаваш и сакаш да ја имаш, ете, да речеме, твојата dream car, која секој пат е сонуваш да ја имаш? Искрено, мојата кола од соништата е Rolls-Royce. Не знам по брзината, по луксузноста, нешто што не може секој да го вози, а тоа да го имаш во денешно време е нешто најдобро за машко дете. И не мора на машко, до сите. Зошто баш Rolls-Royce? Луксус. Докажува луксус, квалитет. Например, не те влечи некоја, да речеме, ете, Mercedes, Lamborghini, BMW. BMW и така, али највише е Rolls-Royce. Rolls-Royce. Nice. Не е лоша колата, мада никој пат не би ја возел таа кола, зашто шо зна некако, знаеш, е луксузна, све имат, дури и чадор имаш во вратите, не знам дали си знал за тоа. Да. Ама не би ја возел таа кола ради шо нема патишта кај за тоа. Не мора тоа да ја воза, може да си ја воза на патишта кај што се подобри, како во странство, Италија, Германија, Португалија, Шпанија и така натаму. Бидејќи нема кај нас тук солидни патишта, се надеваме во иднина дека ќе бидат солидни за да се може да се вози. Ако не е овде си има странство, добри патишта кај што може да се вози, иначе ако не е таа овде вака некој джип, нешто. Абе гледај, ја некако многу гломазни ми се тие коли, не знам. Ама супер, супер коли се V12 имат или нешто појапе. Југо машина. Ја пак е со за BMW и таква работа, мада со тоа што нема пат овде вака за BMW да возе и ќе ми остане волане во Враца дори се кача до дома. Би зел некој джип, некој X5, кај баш ме свиѓаат од новине. Така да тоа што би го возел ја овде вака. Те свиѓат и G класа. Не се ја истражувал, не ми технувал да ја истражам. Не знам доволно за да може да проценам. Брат, многу јаки коли се тие. И ќе истражиме, па ќе одговориме с тем подкаст. Можеш да ја паркираш пред онај ќе отитна пред и никој ништо да нема да ти напред, ти е тешка и нема никој да ја крени. И Тесливе, не нека се лоши, Тесливе се добри. Тесла? И Тесливе пример. Не. Патица дури немаш прва, втора, трета со рака ватица џабе тие. Добро се ја Тесла, брат, пушташ и Илон Маск, но текињат, што би рекол Андротек, имаш кривично дело, те наоѓат, те клучи колата и ај бегаја ти. Имаш право, али шо, но сега ми е такво мислењето понатака ќе се смени неверојатно. Шо имаш во план, шо работиш вака? Знаеме дека пишуваш, те најавив. Знаеме дека пишуваш, знаеме дека си писател, имаш Инстаграм профил, ете ќе ти оставам Инстаграм профилот долу во дескрипција. Тоа те занима тонака најмногу што би сакал да го работиш во животов и те исполни? Искрено, за сите им го кажува ова нешто и секогаш ќе го кажувам, мене животен сон ми е да пишува поезија, да одам на настапи, полни сали, преполни сали
да има каде што луѓето ќе уживаат во поезијата што сум ја напишал ја, не мора да сум само ја, може да се некои други колеги, за луѓето да уживаат, бидејќи тоа е уметност. Уметноста, она како се викаат, не секој може да биде уметник. Квалитет. Може секој да биде, ама не секој може да биде квалитетен уметник. Како е категоризираш поезијата ко уметност? Зашо е на некој начин уметност, ама шо зна? Некако во денешно време со тие работи со поезија баш и проза не се просперират. Како гледаш на тој план, на финансиски план, со тоа да просперираш? Моментално свесен сум за тоа нешто дека немај профив. Нека нема тимата, ма тоа онака се како плюс да ти е, како хоби. Сите го рачунаат, дека тај што ќе пишеш, не може човек, мене ми е тоа нешто во душата. Ја еве работа устителско се уча, работа готваш, келнер, онака се викат, коктели правам едно друго. Пишувам текстоеве со Draga Music, имавме на фина соработка, нешто во конкурс на објавија тие, и ја се напишав во коментар што требаше на строфичка, а многу убаво испадна. Али пак гледам, не е тоа што се заработува. Меѓутоа гледам на нешто како пред многу години и стендап не се заработувало. Па еве денеска и гледаме Тино Јатанас, Бојан Галевски. Кој може друг да одвоја? Тони Михајловски, Сашко Коцев, и се работува тоа нешто. И тоа не можело, едно време не можело, али сега мојт. Зошто да не биде така и таква случај со поезијата? Во други случаи гледам дека и во странство доста се цени нашава работа, ако поезија многу се цени, еве и кај нас, али не толку. Едино кај нас, ако се спомни кој некоја манифестација е Стуршки вечери на поезија, само за возрасти, али имате за деца. Тоа се детски рацинови средби, на кои што прва година учествував и оставив втора награда под менторство на професорот Петчо Божиновски. Голем поздрав и до него. Поздрав до професорот, иначе заедно со професорот, ако вратите неколку години назад на TG Production, ќе видите во дескрипција дека професорот Перчо Божиновски беше ментор за сите филмови кои ги работевме за надпреварите масом, средношколските надпревари. Така да, поздрав професоре до вас, и ако го гледате ова, поздрав до вас. Вистина Ептерин, од човек со има многу ментори, али како него, она човек со енергија. Не може да рече дека не се и другите. Сите се добри, ама тој човек имате на посебна енергија. За кратко време, она како се викат, постигнавме еден успех, тоест мој животен сон, што не се успел во минатото да го реализира. Тој сон беше да освоја награда на детски рацинови средби, тој сон го оствари. Али сега ми е уште битен сон, има уште поголем сон, а тоа е да крена на уште повисоко ниво, да доја до момент на заработка. Знам дека тоа нешто е рисвешно. Така не вика сега моментално, свесен сум дека ќе гледаат и многу мои пријатели равнини Енрик ќе ми речат, ќе искоментират, бе, како не ти ќе заработиш од тоа нешто? Ќе се заработуваат, како можел со стендап, како можел со многу други работи, порано од фотографија, кој што јас не се заработува, не можело многу, кој неколку се заработува. Денеска е огромни суми, фотографија, филм, едно друго. Не би рекол дека од фотографија порано не се заработувало, заради тоа што фотографијата секој била професија со скапи работи, скапа опрема и скапи. И ова сега овде што ги имаме, еве баш мојва камера, само телото кошта од 500 евро. Све сум, али за порано, фотографијата порано била уште поскапа ради тоа што за да добиеш една фотографија, не знам дали си го гледал тоа, ама да добиеш една фотографија ти треба да поминеш низ цел еден макотрпен процес од 5 до 6 сати. Например, ојме да сликаме, да речеме свадба или некој настан. После тоа сликање ти одиш во студиото и во тоа студио имаш црна соба. Од таа црна соба ти треба
филмот имат негативи. И тие негативи треба да се преработат и да се извад сликите. Што значи ти треба еден цел макотрпен процес да поминиш, низ некои си киселини, бои, не бои, ама низ киселина да го поминиш тие сите негативи и од тие негативи извадиш слика. Сликата секој пат била фотографијата секој пат била скап бизнис, скапа работа, ама и филмот и филмот е дојден отпосле, но и филмот пак треба да биде тоа. Добре, моето скромно знаење што не су го истражено нешто, але пак има некој минимален став, кажува за нешто, но сепак не су кој над колку информира за тоа нешто. Ти се труда да се информира цело време околу трендот, како е со поезијата, со цитатите едно друго, како напредува светот, мотивацијата, оти понатака, освен поезија би сакал нешто како мотиватор да работам. Можна работа. Ali pa ona kao se викаат позијата на прво место. Нешто што го ценам премногу. Еви на сите ќе ги кажам дека иако имате книги онлайн, не може да се замени чувството на книгата, мирисот на книга и дека книгата секогаш ќе остане средство за информирање. Никогаш што нема да расуш. Глеј, не сум некој љубител на книги и не сум некој што сака така да речеме да чита книги, да прави така работи, но ме интересираат книги да речеме кој што се 48 Laws of Power, кој што е Psychology of Money, Atomic Habits, такви книги искрено би сакал да ги има, зашто има еден куп книги, ама би сакал да ги има аларжија. Би сакал да ги има онака да ми стојат на полица, зашто не знам, едноставно ме влечат тие. Не дека чита нешто книги, посебно тие што прочитал беше пред 5 години негде. Беше од прага под Антида се викаше, но беше 799 страни. Да, немој да се замени тој филинг од хард копи книга. И ја искрено да ти кажа, дигитална фотографија работа веќе со години, ама ако купив печатар за книги, печатар за слики, одма го испринтав првата слика, првата фотографија, друга ја фатиш и видиш сликата фори. Истото нешто кој што јас успоредувам со книгата, друга ти онлайн не видиш, а друга е вака во живо. Меѓутоа, она книга ти што кажа себе со страни. Книгата не се гледа по тоа колку страници има. Книга се гледа по тоа што има внатре. Книгата може да има милион страници, ама ти да ја прочиташ за еден миг и да не го усетиш мигот. Меѓутоа, знаеш како? Некои книги се ептен да имат не дека просто досадни книги, туку дека не те интересира нешто. Да речи на некој земјоделец да чита нешто за технологија, нешто за фотографија, книга. Нема се нафати. Ти рече не ме интересира, ама тоа не значи дека таа книга не вика, таа книга е лоша, таа е добра. Ама за тоа што го интересира. Меѓутоа ти кој спомна Atom Habits, тоест атомски навики, јас ја имам прочитана таа книга и ептен е добар пример како треба да, тоест добро те води низ процесот како да смениш навик, да почнеш некоја нова навик. Баш и мене сега ме интересираат тие психолошки книги, книги за личен развој, бидејќи тоа нешто, без разлика што сум поет што пишувам други работи, поезија, проза. И тоа ме интересира, сите жанрови. Сакам порано, например, и да сум имал некои книги што не ми се допаѓале, повторно рекол да ги препрочита, и ги препрочитав и си викал, на крајот ти реча, и не дека не биле тие биле прекрасни, меѓутоа јас не сум ја разбирал суштината. Да. Па исто така и јас знаеш дека работам со музика и за да правиш музика ти треба да си многу слушан музика. И во едно интервју мисля дека и Раста истото го рече, за ти да правиш музика мора да имаш она база на музика што ја слушаш. Сега имат музика што ја слушаш секој ден и every day и такви работи, ама
за да креираш музика морат во било кој жанр ти да слушаш од било кој друг жанр, да внесиш во другиот жанр за да изгледат нешто како што треба и да бидат нешто онака како да речем, да е поубаво. Држиш место искрено. Меѓутоа, баш така ми јас така да раскажам на како почнав јас воопшто со пишување на поезија. Ајде, баш сакав да те прашам за тоа, ама ајде. Ти си да зборот од уста народски кажам. Да. Порано бев некаде преводеление бев. 7 години. И ми дават наставнички песнички за учење. И ја ги уче, ај на штитите, тај 2 пати, ај 3 пати. Мене ми стана преку глава, премногу време губев, не може да ги науча нешто. И си викам, момент, и ми иде една песна од 4-5 строфи, не може да научам како фрустрирана су бил. И си вика, зошто ние да ги учиме песни, зошто ние да не ги создаваме тие песни? И од таму почна мојата желба и точно на 8 години јас почнав да напишав мојата прва песна. 8 години. На 8 години го имам тоа напишано во книгата Херој од хуманитарниот проект Твори, читај, биди хуман со Софија Петковска. И тоа беше лански проект, имате и ште еден годинешен проект, се вика таа книга Танцот на стихиите и таа е исто така хуманитарен проект. Меѓутоа, и таму има свое дело, свој дел од мене, своја песна на одредена тема. И знаеш како, со тоа искуство што го имав, лани почнав со проза почнав. Така испадна, рекол, не сум пишал никогаш, ајде да почнам нешто да пишува проз. Годинава со поезија испадна. Меѓутоа, да не бегам од темата, јас од тоа, од првата песна која напишав на 8 години, од тој ден јас почнав се повеќе и повеќе да пишувам поезија. Бидејќи за мене поезијата, се искажувам сами себе си, тој е мој внатрешен глас. Мојот глас, тоа што сакам да го кажам, што не можам вака да ти го кажам во разговор, јас внатре во поезијата ти го раскажам, можеби не секој ти го разбери тоа нешто. Тој што ја разбира поезијата, тој ти го разбери тоа нешто. Даре, ти дали имаш женска? Не, чекам нужно пријатно. Добро, ќе сачиме. Не, баш ќе го ставиме, од е контроверзно. Абе. А и вака, ја можда има, можда нема женска. Ти базен ти имаш? Сними ми ражире на кадар на базентон. Во, како се викаше, нема базен, али имаме Охридска езера. Не се го сноми. Шајмат врска Охридска езера со базентот дома, брат. Болј Охридска езера него базен. Абе, не болje. Мамеш на скопски дијалект. Беше дијалекти, интересно. Не дека не е убаво Охридска езера, ја веќе 9 години со Охрид, ама друг е филингот кој ке стани са бајле и ти е шишко нарето пеколе и саме флаеш и се латаш. И се чувствуваш ко $1,000,000 да си. Ау. Ептен, Тој филинг, малце македонски некој не разбираат, неки луѓе може нема да разбираат тој филинг што е. Преведи малце. сите разбираат, нема цведоња, значи сите денеска се заразени со англискиот јазик и англицизми, така да филинг, милинг и така работи сите разбираат. Кој дијалект? Сега гледај овде вака имаме борба на генерации, значи ја не можа филингот и тие работи што ми се веќе во речникот клани да ги тргнат, зашто покрај се ја уча факултет на англиски, така да и тие зборови ми се веќе everyday. Да гледаш и самиот и everyday рек. Добро се те разбирам, меѓутоа треба ние да учуваме јазикот. Не секој е смисла на зборот, треба да се чуват. Не само да се додаваат, окей да се додаваат, али нешто е, треба да се зборуваат баре, ако не на стандарден, баре на
претераме со цел да си има заработка. Меѓутоа, сега за сега останува проектот Секло месец своја песна, што е почет од јануари, со имам секој месец различна соработка, со различен автор. До сега имав одлични соработки, за месец јули сега ќе ни треба да биде готова уште една соработка, уште едно видео во кое што писателите ми пишуваат песна, јас ја читам, видео правам, го едитирам кратко и со цел да им се допадне на гледачите. Ама пак те ми го одговори прашањето. Дали ќе правиш нешто што ќе е комерцијално и ќе ти донесе пари за брзо време? За брзо време тоа некако потешко, бидејќи сите знаеме каква е ситуацијата со артистите со писателите и со поезијата во Македонија. Се трудиме да направиме некоја си сцена, но некако тоа иде премногу тешко. Да, ама не поврзано со поезијата проза. Нешто друго настрана, да речеме нови работи, некој нов скил да научиш, да речеме, или нешто така, што ете, да речеме, за година дена ќе однеси во одредена сума на пари, што не знам, едноставно така. Искрено, рано е за тоа нешто да го кажа. Ама ќе видите. Ќе видите на интернет. Запишете го ова, ќе имате на Reels и на TikToks, дека ќе видиме. А да видиме дали ќе видиме. Оставете лайк, шер, субскрайб и благодарност до нашите поддржувачи на овој подкаст. Од број 1 TG Production, нормално, ако не е само продукцијата, кој ќе ве поддржи. Од број 2 TG Records Coding брендо или такозвани Hustle и фризерско студио Кате и исто така Asa Engraving, кој би ви направил вакви јаки ланци. Ако моите режија да зумирате на ланецо. Не сте салам, не сте салам. Ето салам лов. Да опенните. Мој? Се мисли. Дај ме салфет камера. Нема цаот. Ги односирам нешто. Не бамбари зови. За не та? А ти шо? Гости су бе. А ти гости си, ти си тука. Шо? Шо? Подарок да дајте кола што да кој други. Подарок ќе имате во последната епизода. Не се спремив на толку, зашто ова епизода е прва епизода и сакав да видиме што ќе поминиме. Од следната епизода ќе имаме и награди и спонзори. Се имаме спонзори, ама немаме ништо од спонзорите добиено, зашто ова не беше најавена. Веш? И Ајде, помините како. ќе добиеш, ќе те викнеме уште еднаш. Имаш нешто ново да презентираш, ќе те викнеме. Море услови, така е продукција срамота, вака. Шо срамота? Леле, куп спонзори кажа, абе, подарок на даде човекови, подарок на даде, слушајте, маре, ало. Леле, ја да правев повеќе беше, маре, еј. Лажи, ќе му даде после снимање. Да, се смеам, не се лути со коле. Не бе, зашто да се лути. И така ти вика. Иначе знаеш дека наскоро нов албум излага? Нормално, се дефинитивно знам кој што имаме една соработка. Да, значи ти имаме една соработка, е да не речеш после и тебе не су те, дека и тебе не су те промовирал, па еве Кико ми помогна да го напишеме текстот за една од песните кои ќе излезат многу на Бура и бура имат, и авантура и бура имат. Не откриве ништо. За брзо, поточно денеска сега после подкастот, ќе снима најавно видео кој ќе излези таа албумот. Тоа е en spoiler. Така да
ќе снима такво видео за да го најава албумот. И овој албум ќе биде со многу поразличен релисинг, ќе биде последователно песна по песна ќе излагат, нема сите одеднаш, зашто не е албум, е микстейп и кој што рече Раста во Вошкаст, микстейпот е албум со песни од кои последователно секоја е поврзана со секоја песна и имаат нешто заедничко што ги правит да затоа е и микстейп, што ги прави да се на еден таков микстейп или еден нека биде ти албум. Така да многу јак албум, многу јаки спотови, многу јаки работи очекувајте за многу брзо, за многу брзо. А денеска после снимањево, денеска сне кој? 28, денеска ќе објавиме која ќе биде датумот за албумот. Честито, ајде, си со среќа нова албумец. Фала, фала. Сега баш вака го гледа сатов и гледа ти не носи сат. И си вика, дали имаш некој така, да речиме, нешто што сакаш да носиш како накид што би носил или би сакал да носиш. Зашто ја искрено без сат не ода нигде. Не може, никако искрено чудно ми е и не може да функционира ако ми го немат. Зашто пише Клара Калака наволу на југо машината, не е то. Ми тута, знаеш како, сите имаме различни стилови, не мислам, сите имаме различни стилови, начин на облакање, на носење накид или на друго што викаш ти. Меѓутоа за мене сатот ретко да го нос. Не ми дека нема, дека не користам. Току нешто во е дека не ми кој знат колку удобно со него си во моментот. А иначе за накид што носа е ова нешто што ми е поклон од сестрата од манастирот Свети Ѓорѓи Кнежински во Кичево. Подарок и без него никаде не оде. Да, искрено. И ја има едно така ланче што во моментов го носа на мене. Го купив од манастирот на Тоше Праевски и искрено без него не може ни те дода и ни да спија ни ништо искаги. Што мислиш за факултет? За ова прашање го поставив на Ерол од претходната гарда на TG Production и тој ми рече roll the trip. Зошто ректориве на факултети се китат со ланчиња, носат од оние ко попој манти? Зошто? Pop in disguise, што се? Која е поентата? Тоа е, ти не го сваќаш, бидејќи си од тие што се по-неинтелигентните луѓе нели на планетата, нели исто како и јас, ама јас сум се дружил со поинтелигентни, затоа знам. Мислам, повеќе време сум поминал размислувајќи на оваа тема. Да, сигурно. И заклучив дека факултетот всушност е како тајна секта. Тајна секта. Добро. Тие ги прават своите обреди. Без вие да знаете, тоа през вашите очи. Вие сте очорени со платно од нив. Билјана ќе го бедено. И Свети Билјана. А тој ми рече дека се зачуде брат ми, избав. Тој ми рече како што видела во клипот, лека факултетите биле секта. Па ме интересира твоето мислење за факултетите и што мислиш? Дали и ти мислиш дека факултетите се секта? Леле, како ми постави прашањето секоја те чист. Вака сега, дека дојде време во кое што имат професии кои што може да се работат и без факултет и без средно, тоа дојде, дефинитивно. Меѓутоа, знаеш како, Сокол, никој, онака се видеше, некои професии не можат да се работат без факултет. Пример, наставник, учител, професор, научник, доктор, јазичар,
Не можете да се работи без факултет. Еве искрено. За факултет се уште ми е рано да го кажам нешто, бидејќи сега таде завршив 3-та година и сега иде 4-та и 4-та ми е за година за одлука, која што ќе мора да го одлучам кој правец ќе ода во животот. А што би сакал ти да бидеш? Рано ми е се уште да кажам. Оти може да осмена мислењето вак, буквално. И сега ако рече дека ќе ода некоја уметност, факултет може да рече, после ќе рече медицина и ќе лупа, например. Разбираш? Која ќе замине во угостителство информатика? Па дефинитивно и јас исто и јас угостителство. Чекај, кај бевме? До факултетите. И затоа сега ќе ми не сум сигурен, бидејќи угостителско покрај тоа што се запише угостителско, ја може да го смена правецот на кој факултет сака. Тоа не мора да значи дека мора да одат дефинитивно повторно угостителско. Може да одат било што на факултет. И затоа вика да размисла, уште има време. Прво матурата за Боже да се помни, па после тек идати факултет да се запишиме. Але многу, ме мислиш. Фам сега. Не мора ни да одиш во денешно А време. ти зашто замина на факултет? Ја појдов на факултет зашто сега ќе ти кажа зашто имаме што. Да. Доsadно ми беше дома, зашто ќе требаше да работам некоја работа од 9 до 5 и ќе немав ќе немав начин некако да го напра нешто во да биде тоа, како да ти реча, да биде тоа како да ти реча нешто во. Не зашто не појдов ја на појдов на факс. Зашто под број 1 ќе требаше да работам од 9 до 5 секој ден и ќе требаше да работам келнер зашто или кувар, мада кувар јас сум човек што сака онака да се поќе виден и кувар не би можел да работа зашто ем ќе смрдиш на јадење, ем ќе ти би нешто цело време жишко, зашто знаеш вкујна како е. Келнер да се расправаш со луѓе и да не ми донесе ова, ми донесе она, па после и со нејко да спомнувам, ајде, газдите наши не се толку. Чест на исклучоци, ама 90% од газдите на угостителските објекти гледај, искрено да правиме муаве, ја да су газда на угостителски објект, ја еве знати од Цијава, сите цел тим, значи јако ќе работа и ја не се понаша ко газда да су, знаеш, јас су газда, не си газда, значи ти го имаш нештото, ја да би бил на угостителски објект газда, ја би чуда други работи ја брка. Значи ја су поставил тука луѓе, су поставил менаџер, су поставил цел тим да го води нештото за ја да не работа и ја да не су тука, за да ја да брка други бизниси кои ќе ми донесат плюс приход. А кај нас газдите седнат в кафана. Тоа е, знаеш, ја го тоа балканското да ти го покажете, еве, кој сум јас сединат вака, брато, си сединат газдава и си вика и на келнерени се разбират, абе не знаете да работите, вака треба да работите, онака треба да работите, веш, сега ти што се правиш, имаш кафич, она ресторан, објект, имаш, се мислиш, се можеш да правиш работници, не можеш се да правиш. Тоа нешто ми е најнеубаво, ти пример, со примети да еве, на многу место ти и по пракса су одели и Кичево, и Охрид, и на поќе места, на шатање едно друго ресторани, тоа нешто не ми се да паѓат. Ја исто имам многу ти сме правиле муабет, поготово со менаџерот, што правиш ти во ресторанов? Имаш други бизниси кои ги водиш, имаш други работи кои ги водиш, оти не одиш да си ги водиш работите. Што правиш ти, што им се мешаш на луѓето што го работат то? Значи, зато си ги вработил ти, за ти да не мора да ги местиш масите, да речеме. Тоа секој пат ме нервирало, зошто газда не бика не. Значи, сепак е то твое, сепак е онака, како да ти речам, Контрола си вршиш. контрола да извршиш. Ама сега ти цел да седиш тука и да безделничиш на некој начин и да им викаш на луѓето, тоа не може да го смисла и не ми е
не ми влага в мозок, зошто, например, наоѓ да бркат друг бизнис или нешто друго. Брат, знаеш како работа? Припар куќе. Ја карикирах куќе су ја газда. Би бил газда јас, например. Газда работодавач преферира бидејќи она газда испаѓат ко некој да го поседуваш, литературно кажано. Она е подетално. А работодавач ко некој на објект. Работодавач на објект. И сега ми ја мобетов дека ти треба да му вериш на тој тим. Ти ќе направиш тим. И ќе му вериш, а не работа само ти вработи, сега сезонски ги вработиш. Нема сезонски, брат. Се правиш еден тим и тој тим да ти бркат работата цело време да ти брка. И ти да го платиш и повеќе ти побарат. Ама во границите на нормално. Не тој да ти побарат милиони, да уште не вреди, ти ќе процениш колку вреди. Ако тој мисли дека повеќе вреди, ти рече, ја повеќе вреда не вреда зова, покажи се, ако видиш повеќе да плата. Ама тоа не го прават кај нас во Македонија, за жал. Не, то покажи се повеќе ќе те плата, кај мене то не функционира така и не размислува ја на тој начин, зашто со години су, ете, што ме дефинира ти, работодавач, предприемач, и су поминал и низ келнер и такви работи, и искрено, ја никој пат на тимот не сумускратил кога ќе имат пари за сите. Ја го гледат тоа кога ќе имат пари за мене, Да сите. кога ќе направат продукцијава пари, ете да речеме ќе поиме на свадба. И од таа свадба, да речеме, од тоа снимање, извајме 2000 евра, и ја тие 2000 евра нема да ги плати 1500 денари 2000 евра. Или да им да 500 денари дневница да ми сликати. Или да им да 500 денари дневница на нешто носат слики. Значи, Колку што има, толку се дават. не, сега и тие претера. Не колку што имат толку да се дава, туку да се дај пари во границата, например, еве сега во моментов сне тројца од продукцијава. Продукцијата и главниот и одговорен на продукцијата нормално ќе прави повеќе пари од тие што се вработени. Тоа е секој пат така, тој што го формирал бизнисот прави повеќе пари од тие што се вработени. Ама ако имат пари, јате да речеме од тие 2000 евра, ќе им да на двајцата по 500 евра. Следно онакво, на поголема да речеме некоја свадба 3000-4000 евра, ја по 1000 евра ќе им да плата. Зашто ја тоа го гледа така, дошол, ти помогнал, сработил, без разлика колку и да се пафтал, тука народски кажано да не работел ништо, дошол на настанот и потрошил време, ја ќе го плата. Не го плаќа по сат, не го плаќа по ден, го плаќа за она дека Дошол. И што сработи. не баш што сработил, зашто некој мој на таки настани, некој мој кој ќе слики да направи, некој мој оти гле, не можеш да го мериш ти. Ако сликаш и ако си сликар на свадба, ти сликаш, брат, и не мора ни да сликаш после. Да сваќаш, а снимањето цело време ти мора да ја снимаш свадбава. И сега камерманов и сликаров нема иста работа. Камерманов работи едно, сликаров работи друго. Сликаров ги забележи моментите и фризнет, а камерманов ги доловува во целост нештата. И сега ти не можеш да ги платиш, не можеш и различно да ги платиш, а пак ќе видите, знаеш, и ја гледам тоа да е еднакво за сите. Сите да се еднакви и као и менаџерот и едиторот ми се исти. И двајцата кои ќе имат работи, кои ќе имат приход продукцијава, зашто продукција не секој пат имат приход од настани, кои ќе имат приход, сите исто ги гледа и сите исто ќе бидат платени. Нормално ја како газда ќе земам поголем дел, ама сите исто ќе земат. Нема да е едниот 400, едниот текстот, зашто едниот снимал, другиот не снима. Ти држи ме стискане, да тоа.
Ова нешто си го право бриди. Така нема ли да се кара, ти си дел повеќе, зашто тој си дел повеќе, зашто јас имам помалце. И таа еднакост е потребна. Што мислиш, да ми го одговориш прашањето hustle culture, се изнасмеавне, направивме некоја пауза со камерите, се десија, со снимањето се десија работи, ама што мислиш за hustle culture, за луѓе што работат нон-стоп, што не се откажуваат и што сакаат, ете да речеме, за година дена да бидат, или за 5 им дајме милионери и да направат нешто од својот живот. Искрено и јас спаѓам во хасл култура, и јас секој ден работам за 4/7 за мојот сон да го остварам. Еве и самиот ти кажав прајаска дека како што не може со поезија да се успеет, мора да се работи 24/7 за да се успеет во таа дејност, бидејќи како што кажав, каде повторно, не може да се заработуваат. А јас се трудам тоа нешто да го направам. Што мислиш за песните мои? Одлично летно освежување. Аха, значи ќе пукнете албумов годинава, а? Се надевават, но сега зависи од публиката, кој ќе го слушат. Да, но мисля дека е еден од најдобрите мои проекти до сега, така да забрзо се враќајќи на америчкиот канал и многу други работи спрема, така да Еве, а тебе сака да слушнал, ти си Охридол по времето Охриѓанеце, па ја клац да искоментираш. Што ќе кажеш за него, за новите песни негови? знаеш дека кој идевме со Тимов, кој ги земав, и застанав на бензиска, и паек беше на бензиска. Аме. Да. Секоја ти чест. Зашто? Сигурно нашо. Што го најдов, му напред нова. Ау. Значи сега се правиш во случајов си боља од него, а? Неќу да влага во такви контроверзи, ама знаеш, во последно време знаеш, не ме свиѓаат песните негови, можда е тоа нешто персонално, ама искрено не ме свиѓаат толку многу песните во последно време. Никоја од новите песни не ме свиѓаат, зашто не знам, и го нема тоа. На почетокот кога почна беше окей, А омилена негова песна? Hellboy. Hellboy. Со срце што ќе кажеш? Срце. Не знам. Кога излезе таа песна? Кажам, не знам како излезе, али она многу бебе. Почетокот ти према обе срце, почетокот. Не ми текира која песна беше таа, ама Бебе. За бебе не можеш да речеш. бебе ме свиѓат. Од естрадава нешто други ве некој. Кој ти се свиѓа вака? Што можеш да речеш? Во последно време еден од најдобрите артисти е Таско. Таско последните две песни што ги извади Мила и Лоло се едни од најубавите песни. Значи само македонска естрада пратиш или поќе српска ош? Поќе српска ја прата. А зошто? Зошто? Има твоја песни. Например, Ние немаме естрада. како немаме естрада? Па така. Зошто не се подобри? Немаме естрада. Зошто србиве подобри од нас, веќе ти се. Зашто секој со секого соработи, ти сите заедни се. А Нема, кај на секој се газа. А зошто тоа е така? Не знам. Македонски синдром. Вака, искрено ја ќе ти кажам на моје мислење за ова нешто кај нас како да профункционират, дека кај нас се знаеш како сака да биде еден да биде најдобар во тоа друштво. Али работава е дека и кој ќе види дека некој примерно во случајот сме ти си уште со некој млад артист, ќе види дека ти си подобар од нив, тие ќе сакаат да те спуштат долу наместо да гледат да ти речат браво брато, ти успеа нешто направи, дај ние да научиме од тебе нешто. Ти ќе научи нешто и ти ќе им покажеш и тие се качат горе. После ти од нив. И тоа нешто ако тера така ние ќе имаме најубава во се. Да, ама кај нас гледат само да те сгазит
И Нема да гледате те згази, тако ние сами не почниме да се поддржуваме. Еве, ние почнавме со една песна да разоткрива нешто или не, добро, да не разоткрива ништо. stay tuned. Добро, и почнуваме некако. Еве, Гледај, работата е што кај нас ем се газат, ем каде мек сакаат сите да помогнат, ама што би рекол Mr. Beast, you are crazy until you are successful. Then you are genius. Што значи тоа? Дека кај нас сите те газат, мада не само кај нас, туку низ целиот свет е така, те гази дур не станиш некој нешто, а од почеток не те поддржуваат. Еве, да речеме еден најпрост пример, Клинац. Ја го слушав Клинац, ше никој не знаеше за него. После тоа Бака Прасе го промовира и пукна Клинац. И Клинац и ден денеска е доктор на сцената. Никој не може да го замени него. Го што раста е во негојот дел, речеме рага, реге и таква музика, во тие правци, Клинац во негојата музика е топ. Тој е на врвот, никој не може да го замени него. добро, а за глумскава сцена, за стендап сцената шо мислиш вака? Стендап Цена. цена. Ама има цена, ако за тоа има, ама сцена да те пашувар. Стендап сцена искрено не прата толку, ама знаат дека Никола Тодоровски е еден од најдобрите, Тони Михајловски исто, и сега имат нови, не знаат. Шо мислиш за Тино и Јатанас ме интересират? Не знам за Тино Јатанас. Искрено, ги пратам многу поздрав до нив, преинтересни се и ги чекам да настап повторно во Кичево да дојдат. Друго нешто, од подкасти нешто, кој подкаст ти е нај во Балканов? Нај во Балканот, Според тебе, не според Рангалиска, според тебе, ти што најмногу сакаш да го гледаш? number one подкаст е Бошкастов. Лошкас. А во Македонија? Не постец. Ние сме number one подкаст. И ќе бидеме поголеми од Балкан. А ти што мислиш? А ти што мислиш со ова амбиција дека поезијава нешто ќе направи понатак? Мислење твое. Дека нешто ќе бидне од поезијата, нешто ќе крени месцелус. Тешко. Зошто? Зашто не е ентертеймент. Ова сега во моментот што снимаме е ентертеймент. Значи ти одиш на нешто што се создало, не веќе да создаваш нешто ново. Не е нешто што се создало. Ова е ново. Ова е нов концепт. Зашо? А сите прават подкаст. Подкаст по дефиниција е ова што го правиме ја и ти во моментов. Подкаст по дефиниција не е да не се најде некој навреден, да се ограда, не е да те прашува ја ти што правише во пето деление во средо, а во основно. Тоа не е подкаст. Подкаст е ова што го правиме муавет, различни теми, без некои ограничување и некои прашања. Знаеш дека низ подкастов цело време прекинуваме, онака не ми текинат прашања и теми, зашо не сум спремен и кога ќе нештото спонтано поубаво изгледа него кога ќе има ја некој си Сценарио, сви да средиш, да. ме разбираш. Зашо еве да речеме спомнавме фотографија во епизодава, спонтанна фотографија е поубава од некоја студиска фотографија кај што ќе те намести лепе. За ова ти пружавате рак, секоја ти чест. Со што го кажа. Меѓутоа, значи, кој ќе ти кажа нешто, еве за поезијава, она прво се родила поезијата, а тек другото, песната. Да. Од Ама- прво песна се пишуваат, текст треба да имаш, музика да имаш прво, без разлика, ама ти на таа музика можеш текст да дадеш, песна мора да имаш. Конташ? И затоа некои многу не разликуваат, сакам малце да тука да разглава малце, дека не разликуваат песна од песна. Дека не мусам песна кој ќе се спомни, не значи дека е таа музичка песна. Може да значи дека е поетска песна, нешто. Не разбираш? Да, поетска песна, ама поезијата не е песна. Што е поезија? Тоа е според тебе. Поезијата можеш да натраскаш глупости, да речеме, не во лоша смисла глупости, туку да натраскаш глупости, онака да напишеш
Ја вчера бев дома, седев сам, жена ми влезе и почна да маат со кибла, од тие има вклено ринглата на тројка. И после тоа ќе прочиташ вака. А песна е музичко дел. Поезија е друго. Поезија е нешто во кое некој автор веруваат и во тоа е внесен и во тоа нешто веруваат во љубов. Баш вчера имав и тоа ќе ти го предложа кај спонзорот Кате да си поиш, имат книги од некои од пополжани нови сиви извајни со поезија. Да си земиш. Зашто те знае дека читаш и баш вчера прочитав неколку од нив, тие поетски песни, немаат везе со музички песни. Зашто Добро, сега ќе имат разлика. Секако имат разлика. Меѓутоа нешто е дека напишано е ко текст. Како да ти рече онака логика има те вози нешто, дека не те вози нештото. Значи, нема логика и возење воедно, не можеш. Значи, песните што беа поетските песни ваму, беа, например, јас вчера те видов, те засакав, знаеш, и во тој контекст тој ти раскажи приказна преку тоа. Ти раскажеш приказна преку музичките песни, ама мора да има некој флоу што ќе вози, за да може да те чуе, да те слуша слушателот. добро. И таа е разликата помеѓу поетска песна и музичка песна. Не, вака ти кажа, како се викаше, ти ќе викаш дека тоа така го пишувал некој. Секој има различен стил на пишување и она според мене не треба секој може да напише книга, ала една секој треба да му се објави таа книга. Не, гледај, Знаеш како е работата, дека некој пишува нешто, што викаш ти, што можеш што сакаш да не можеш да брат што сакаш нешто, ово треба да ти што треба да имате емоција, чувство, некоја случка, окей, све разбирам, на тоа све под проза некоја случка. Да раскажеш што е проза, поезија што сипа нешто друго и луѓето не разбираат разликата меѓу поезија и проза. Мислат дека поезија е проза, некои ќе речат, али некои што малце поќе се разбираат ќе речат, проза е само текст, ова поезија е само песна во стихови. Не мора да е во стихови, може да е може да биде само цела песна напишана во една строфа да биде, голема строфа. Да не влага во ама гледај, не ме разбра, работата што ти кој ќе досега неколку песни ми имаш напишано, многу логички, многу не знам како да реча, нема нешто што ќе те вози во песнава. Значи, треба да имаш некоја она кетчи момент да ти е фатит вниманието и после кога ќе заврши песнава, например, колку песни од Тоше, да речеме, ќе ти текнат и после цел ден ќе ти се врти твој мозок. Тоа треба да го имат во песната. За тој момент ти вика дека не можеш да, ако пишеш поезија и поетски песни, може да има таков момент, ама не мора да значи ти дека поезија може да е опис еден од свеќено онака може да му даеш со љубов во поезијата. А во музиката ќе му даеш со љубов онаква опис, ама ќе има некој флоу што ќе возит и што некој ќе се препознае во тоа, во таа песна. Например, Тајланд ти е нов музички правец кој што рече Раста во Лошкаст, знаеш, и вози цело време е кетчи, и онака многу рок на таа песна. Мора, вака ти кажа, не можеш ти да онака се вика поетска и музичка песна. Музиката поќе слуша него поезија што И па слуша. тоа ти вика, тој момент го немаш во поезијата. И поезијата нема никој пат да е на музика. Не затоа вика ти дека кажам, мој да е на музика нешто, туку моментот ми беше дека постои разлика, дека и на двете нешто да се пишува текст, само разликата е дека едното што викаш ти возит, окей, не мора да имат логика, а во поезијата мора да има логика нешто,
нешто да те допред, пример, ева ми се има случај на мене на многу песни, еве, странци, еве, дека ние имаме ние прекрасна поезија, само што не е чуена од странство. Ти ја чита и странски автори, цело време со еден куп странски групи, од Англија, од Велика Британија, еве ти спомна целосно, од Америка, од цела Европа. Ево пишува феноменално и многу повеќе се цени таму ниво кај да се тие се свесни дека само писмен човек не може да биде контролиран. Дека кај народов не е свесен дека неписмен човек може да биде контролиран. Не разбираш да знаеш това? Ма пак го имаш те момент на не читање луѓето. Например, еве сега овде вака позади во режијава, по моментов никој не би зел од овие во режија да читат поезија. Зашто не е ентертејмент, не е нешто што ќе ти го привлече вниманието. Ако не си некој, немој да ме сватиш погрешно, залуѓеник во то, нема да те интересираат. Лично мене поезија не ме интересира. Вчера искрено ја зедов така книгата да видиш една внатре. И онака као прочитав 5 песни и ништо не разбрав. Брат, тоа е работа дека немој секој да ја разбере поезијата. Не- Поезијата треба да ја почувствуваш натре да разбереш. Не разбираш, ти еве има чули што тие лесни песни се за да проба некој да разбере. Ама ако да можеш ти да го разбереш писателот, ама не можеш она што ти не можеш да го разбереш. Тој намерно ги пише тие нешта да види кој може да го разбери тоа нешто, ти немој секој да разбери. Секој може да чита поезија, секој може да слуша музика, ама не секој може може да читат поезија. да прочита прамуабет. Не интернет е едно друго. Разбираш? Поет. И ти треба нешто да разбереш, да ја прочиташ неколку пати. Еве, например, мене се случајте на 520 пати ја прочитал, не може да разбира никако. Ми се случи од некој странски автор. 20 пати немала бајка, ќе се смее некој, меѓутоа нека се смеет. И на крајот јас ја разбрав дека нешто му сакаше тој да го каже, нешто што чувствувал, нешто што му се случило во животот, што навистина болит. И поука да извлечеш, нешто е од нив да научиш, да извлечеш поука. Не е само ти кажеш случката, туку нешто е треба да извлечеш поука, да уживаш во тоа нешто. Ама не секој може да ужива. Например, не може секој ти викаш музиката она ентертејнмент, така? Да, Меѓутоа, нема некој луѓе што не слуша, така? не имат луѓе што не Од слушаат. кај знаеш дека нема бе луѓе, примерно, не сака да слуша. Не познава човек. Ти не познаваш друг, Не ја познава. Кој? Не е битно кој не сака да го кажеме во јавност. А мој пријател не сака да може да слуша. Не, нити. А тој немој погрешно да ме сватиш, ама музиката е лек да ти кажам. Музиката е лек и позицијата е лек. И смењето е како зато. Смењето ти е нешто што ти го продолжи животот, а музиката е лек зашто кога ќе си најдлабоко во тешки мисли. Добро, Кико. Фала ти што беше дел, фала ви вас што гледавте. Не изедува мувито овде вака. Фала ви што не гледавте, не изедува муви овде вака со сати, така да се надева дека ви се допадна, ставете лайк, шер, субскрайб и се гледаме во некоја наредна епизода, Кипо. Имам навистина уште што да кажем, меѓутоа оставаме за следен пат. Поздрав, публико. Поздрав и бидете stay tuned на мојот Instagram профил, И на мојот исто. чути заради тоа што вечер ве излагат кога албумот те оде.